Мерки за да се заузда инфлацијата може да нема, а може и утре да има. Ваква изјава даде министерот за економија Крешник Бектеши, откако цените на производите се вивнаат до небо. Дали навистина ќе има или пак не, вели дека тоа ќе зависело од направените анализи од Државниот пазарен инспекторат. Компаниите, додава министерот, биле против замрзнување на цените. Порачуваат дека државата може да воведе и други мерки како што е намалувањето на даноците. Дали ќе се случи тоа, министерот не кажа. Во делот на инфлацијата може и да нема, а може и утре да има мерки, значи во зависност од анализите кои ги добиваме во дневна основа и од Државен пазарен инспекторат, Министерството за економија креира политики, предлага закони. Пратениците ги усвојуваат, а независни институции, како што се инспекцијските тела, вклучувајќи комисијата, треба тоа да го имплементираат на терен. Во меѓувреме, бизнисот и министерот упатија критики за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, зашто таа од почетокот на ковид кризата па досега не излегла со ниту една представка, ниту пак презела конкретна мерка за нечие неетичко однесување во поглед на ценовната политика. Најважно од све, веќе има неколку месеци каде што Министерството за економија бара експедитивност од страна на одредени институции. Било тоа независни институции, било тоа институции кои дават извештај директно кон владата или пак Министерството за економија. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија веле дека стопанството било секогаш за слободен пазар и тие биле против било какви мерки, зашто Македонија била пазарна економија. Има многу други методи кои треба да се земат како метода да се намалат цени. Намалување на ДДВ, намалување на данокот со резервни овие државни резерви, што ти ја знам. Според последните податоци на државната статистика, живеачката во јули годинава поскапела за 8,4% во однос на истиот период лани, а платите на граѓаните, иако за некој процент беа зголемени, тие пред време им ги изеде неконтролираната инфлација.